Драги приятели, дълго време се мисля, следвайки ги с така дълго време процесите в Сърбия, дали да я обявя моя анализа. Смешни са ми аналитичните процеси и в Сърбия и така натаму, кои не я гледат вината за процесите в Сърбия. Процесите в Сърбия, ќе каже некој поради натрешниците и регинациите. Не. Они се поради неуспешен проект што Александар Вучич, председател на Република Србија и го вети на британско-австралиската компанија Рио Тинто, а поточно во западна Србија се наоѓа едно од најголемите наоѓалишта на литиум во светот, кое се проценува на неколку трилиона, некои сметват од 5 до 3, од 5 до 10 трилиона долара. И сега што се случува да почнеме поред? Прво да почнеме вака, значи, од Александар Вучич, негова национална карта случајно е додна, поточно неговиот час на раѓање, тој е роден на 5 март 1970 година. Иначе рано влегува во политиката, уште 93 година, а на 24 години станува и пратеник во парламентот на Србија, секретарка во Радикалната партија на Шешелј, се одвојува покасно со Томич, кај што станува и премиер на Србија 2014, мислам беше, да, така, а 2017 станува председател на Република Србија. И кој ќе погледам вака националната карта, прво една работа треба да ја објаснам. Кога се работи за астрологијата, јас никогаш во животот не сум рекол дека сум астролог. Зашто не сум? Бидејќи немам диплома таква. Ја секојаш велам дека сум новинар, аналитичар. Зашто го велам тоа? Бидејќи дипломирав на Југословенски суд за новинарство во 1986 година, во февруар месец, општи смер група аналитичари, претпоследна генерација аналитичари. Но од 1983 година ја истражувам астрологијата и парапсихологијата и единствено објавена книга за професионално на македонски јазик за покојање на талантите качено, за тоа нема зборувам за моите анализи. Инаку мора да напоменам, секојаш го велам, дека астрологијата и парапсихологијата кои ги истражувам ми помагаат во моите анализи. Че вечера ми е темата председател на Србија Александар Вучич, дали ќе доживее судбината на Џинџич, кој беше убиен, ликвидиран. Има книга на Никола Братич, добар новинар, српски, кој во Спутнике, кој заедно со еден негов колега имат напишено книгата, кој 5 години повеќе има, Трети метак или Трет Коршум, во кој тврдат дека од Велика Британија дошол, значи, со снайперистот и дека он губил, а не овие што се во легија и овие што се во затвор моментално. Но за тоа во некоја друга прилика. А зашто го поврзува? Во моментот, овие процеси што се случуваат во Србија, на трети сад беше само окидач, што викат србите. Не е вистинската. Вистинската причина, Вучич за кој беше донесен, тоа го знаеа Западот, а тоа беше Рио Тинто фирмата или експлоатација на Србија или осиромашување преку литиумот во западна Србија се тамо наоѓа, а тоа го спрече меѓу другите Џоковиќ стана пред загадување на околината, а литиумот требаше да се ваде од земја. Инаку тоа е најголемо наоѓалиште. И тука би побрзала една реченица со Трамп. Зошто кажа Трамп дека
за 24 часа би го решил проблемот во Украина, но за него во моето наредно видео, за него и за Путин, дали ги подготвуваат атентати, бидејќи во Украина, поточно во домот Донецк Луганс, кој судство Русија ги присвои, се наоѓа на најголемо наоѓавање се наличен во Европа. Како замена за тоа они се договорија Србија да биде препуштена веројатно на британска австралиска фирма или това е потврдено америчка корпорација, Рио Тинто, но е од 2022 не започнат работите. И сега се примора Србија на трешницата што е правена на железничката станица. Јас немам материјални докази, но моите анализи зборуваат дека е слична работа со кулите близнаци, дали минирање ќошиње или не, и одеднаш кај мислам 15 жртви имаше. Тоа беше само повод за почеток на процесите. Тука Вучич ја прави најголемата грешка за Србија, со која може или му било понудено во година да биде поделена, затоа се прави брзата пруга Белград-Нови Сад. Во Војводина има многу населени од Хрватско, па и унгарци или маđари, они ги викаат. Значи, тука е целата приказна. И најстрашно е Србија се наоѓа пред еден банкрот. Зошто? Кинезите влегуваат таму со нивни инвестиции, но инака што ќе влезе во инвестиции, она влегува и со своја работна сила. Србија буквално во моментот стана европска кинеска држава. Јас сеќавам пред 11 години во Врање, ходевме до паќа во Свен Преселото, таму имаше 300 куќи кинески. Не зборно. И внатре не работеа Срби, него кинези. Значи, они што взимаат работа, взимаат со нивни работни. Во моментот, Србија е толку задолжена на Кина, што мораше рудникот за бакар и дафо, Бормајданте, ќе го зема кинезице, исто кој чиличарницата во Смедрево или железарата, како секате кајте. Значи, литиумот беше работа што го одржува и дојањето и обстојувањето на Александар Вучич, председател на Србија. Иначе во моментот не е случено ово што се случува. Значи, со натрешницата, тоа беше опомена да Александар Вучич да почне да работи на Рио Тинто, но народ се крена во Србија и не дозволи нарушување и преспродажа на своето богатство. Интересна работа, можеби за која не знаете, веројатно принуден, што кај Трамп, кога беше седнат на коклица нево нормално столче, Александар Вучич и неговата власт донесе закон од 1 март оваа година да на албанците кои да се одможи работа во Србија и живење, а по 3 години да се дозволи државјанство. Значи не враќање на косовна албанизација на Србија. Буквално, исто така во српските медиуми простори веста, што многу се крие, дека до 1 март Србија ако не обезбеди пари, од 15 март државата оди во банкрот, што значи дека сега Вучич ќе биде принуден, дали ќе опушти Рио Тинто да копа или не, зависи, кај ќе најде пари. За последните пари што ги најде, беше со нашиот порнешен премиер Ковачевски во Емиратите, таму доби околу милиарди нешто, не ми интересува за збор. Како ги доби? Во залог го стави Белград на вода, што викат или на води, што викат они, бидејќи беше тоа собственост и на Емиратите и на Србија. Инако не е случајно што ова е британско-австралиска фирма Рио Тинто и ко Никола Брдеч вели дека само неговата книга со докази кажува дека се при дошло од Велика Британија и го ликвидирал Джинџич, кој исто така се побуни
сръбство. Това не е изключено да се случи, не би му всякал и на Александър Вучич, председател на Сърбия. Но да кажа, изтражено строят и парче хубавица, сега да го видим и говорят на планетите. Значи трябва да знаем дека всички сме се определени на мисија која ќе завршим тога за мене. Значи, некаде в септември, Юпитер кај Александър Вучич од 12 се враќа во 11 поле. Значи, светска, а Юпитер обично го представува странството, странски сили почнуваат да го уриваат политички. И мислам дека на 1 ноември беше паѓање на трешницата, на мене не беше тоа природно. А веќе од 6 декември, кога почна силните процеси, од декември, од 6 декември Марс му е ретроен во негова прва куќа, значи во самата личност, што после опасно за неговата бедност. Инаку, Јупитер ќе биде ретроен во неговата 11 куќа, значи политички противници, ово што му се случува со процеси, до 4 февруари, а Марс до 24 февруари во првата куќа самата личност. Значи не е исклучено да тргнал по патот на Џинџич, токму истите што го ликвидира Џинџич, да биде и он ликвидиран. Нормално. Пак ќе бидат некои Срби наводно умешани. Но ја би му препорачал на Председателот на Србија да обрне внимание на безбедноста. Може би најпаметно му е да се повлече од политичкиот живот во овој момент, зашто ако остане, ќе биде насилно отргнат. Ќе би сега погрешно да биде разбран од никого. Драги пријатели, уште еднаш ќе повторам. Оние што има желба да ги следат моите наредби, треба на изод да притиснат претплатите или subscribe и ако се допаѓа наредбата да стават лайк. А на Инстаграм да ме следат, нормално. Значи уште еднаш ќе повторам. Овие работи што ви кажувам, ги кажувам и од визии и подлога на астрологијата која ми помага во моите политички анализи, како и парапсихологијата, визиите и така натаму, но за во некоја друга прилика. Ви посакувам добра ноќ, хубав викенд, а очекувајте во наредната видеоанализа ќе обработувам Владимир Путин, председател на Руската федерација и Доналд Трамп, новоизбраниот, но се уште не председател, дали не им се подготвуваат атентати. Добра ноќ, Македонија пред се.